Дали знаете дека пред 100 години во Скопје за да управувате со велосипед морало да имате дозвола? Полициските билтени се полни со сообраќајни незгоди. Најголеми жртви покрај возачите се велосипедистите и пешаците. Си имаме конфликти едни со други, а реално сите сме истите. Секој воzač на било кој превозно средство во еден момент е пешак. Некојаш возел кола, некојаш возел точак, некојаш бил во автобус, ама секојаш е истиот човек, само се менува начинот на движење. И едноставно ако сакаме да функционираме едни со други заедно во било кој град, треба да разбереме дека сите се соочуваме сите проблеми. Едноставно не е бидејќи човекот одбира да крши закон, никој не сака свесно да крши закон најчесто. Најчесто нашата инфраструктура е таа која што така е направена за да не знаеме како се движиме, да биде се хаотично околу нас, но тоа што го бараме ние е кога се полага возачка дозвола за автомобил, како што право да збаните земји, да се има 1 до 2 часа во чевлите на другиот. Тоа значи да се вози 1 час велосипед, 1 час да се биде пешак, кога ние се движиме како другите, сме потолерантни и ги разбираме нивните проблеми. За да биде подобро низ цела Македонија, мора да има одредени принципи кои што следат, а тоа го предложува овој правилник. Иако во изминатите години изградени се над 150 километри велосипедски патеки само во Скопје, изградени се и во другите градови, сепак според велосипедистите најголемиот проблем е квалитетот на велосипедската инфраструктура. Има една изрека, инфраструктурата го моделира однесувањето. Модерно, инфраструктурата го моделира однесувањето. Не е крив човекот што не знае како се движи во Скопје или во било кој македонски град што е хаотично. Крива е нашата инфраструктура. GoGreen, последнава година, работеше со многу експерти, различна позадина. Тоа се инженери, урбанисти, планери, дури патари, тие што ги планираат патиштата, да напише еден правилник на основа на странски правилници, холандски, дански, од секоја држава, дури и од балкански, Хрватска, Србија, Словенија, тие што веќе ги имаат направено, само ние ги направивме се на ниво на македонските постоечки закони. Така, со еден правилник што донесе на национално ниво, од Министерството за транспорт, ќе мора секоја наредна уличка, секој градоначалник, секој инженер, проектант да следат начела како се движи, како се проектира, како се планира и како се изведува таа инфраструктура, а дури просто како се одржува снег, дожд, гранки, дисија кој ќе го менува. Правилникот за урбанистичко планирање, кој што мора, сменувајќи законот го смени пред неколку месеци, тоаш точките да ги вметне. Тотелите електрични, ние ги сместија на успеските патеки. Тоа значи дека сега од еднашка има нова група на луѓе кои што се движат побрзо, безшумно, нагло реагираат на истите патеки велосипедски. Тие и онака во Скопје и во Македонија не беа доволно безбедни, еднашка стана многу понебезбедни заради тоа. И сега, правилниците кои што ние ги користевме, светските, ги имаат зелено нив предвид. Поради тоа што која нивна максимална брзина, нивна прегледност. Например, велосипедистот може да даде кога врти лево, лева рака, десна рака на десно, застане ако треба, или вака, како сака сам. Но тутунеджијата мора да го држи вака, воланот и не може да дава сигнали. Ако се планира еден град да има одржлив транспорт, треба да ги земе сите средства за микромобилност предвид. И тоа не само нив. Исто така имаме ние сега и колички. Има бебешки колички по точаци. Имаме кафе колички што се огромни. Имаме собирачи на пластика во колички што идат. Треба да планираме и карго точаци. Секој нареден булевар да се знае дали ќе биде столпчето поставено на 50 сантима, на 60 сантима, на 1 метро, за да може таа количка бебешка да може да помине безбедно, да не мора да се симне од својот велосипед родителот. Добра работа е дека се повеќе се враќа во образованието велосипедското движење и пешачкото исто така. Тоа збориме за основно, за најмлаите од младите да видат кои се знаците и како треба да се движат, бидејќи порано тоа беше мандаторно, сите го правеа. Во Југославија на велико, дури само таму кога бев во 90-те години млад учевме тоа.